се соработуваше, имаше трпение. Еве денес во Ресен заедно со градоначалникот и пратеничката, каде што имавме можност да поразговараме на една поголема средба со овоштарите, каде што презентиравме две клучни работи, односно мерката која што важеше до 25 декември за предадено индустријско јаболко во преработувачки капацитети и откупни фирми, износот по 3 денари што беше се исплатено, со тоа што овој ден, значи 106 милиони денари се пуштени во Ресен и околината, од каде што на 2100 овоштари им се исплатени по одредени суми во зависност од предадените количини, но исто така и уште една друга работа што ја спомнавме овде, кај што имавме среда да поделиме и неколку зелени картички кај индивидуалните земјоделци, а тоа е зелената нафта, каде што во исто така еден поголем број се распределени и ова активност, значи зелените картички веќе една недела како што се делат преку подрачната единица на Министерството за земјоделство, и во овој момент имавме прилика да поразговараме со земјоделците. Инаку само би споменал дека на самата средба, која што траеше повеќе од 1 час, разговаравме и за сите други актуелни теми кои што и ние како Министерство се планираат, а тоа е пред се започнувањето и планските инвестиции за откупно-дистрибутивниот центар, каде што еден треба преку проектот за Светска банка токму овдека во Ресен да се направи. Исто така една битна работа каде што целиот Преспански регион во последните години е изложен на климатски промени, а тоа е разговорот околу засејувањето на облаците кои предизвикуваат градобини, и штети од град на овошните насади. Во тој дел се објасни дека веќе преку Управата за хидрометеоролошки работи се работи на техничката спецификација, каде што ќе се објави тој меѓународен тендер.